Уставните измени тоа е нешто што мора да се помине, мислам од политички аспект од страна на владеачките партии, ако Македонија сака да напредува кон Европската унија, баш на тој план и на тоа поле кога се во прашање евроинтеграциите, вас премиерот во неколку наврати ве обвини дека сте политички пироман, дека левица е главната блокирачка сила која што стои на македонските евроинтеграции. Дали се доживувате за такви, бидејќи знаеме дека левица излегувала и велела дека сме против НАТО и сте објаснувале зошто е тоа така, меѓутоа секој сте велеле дека сте за Европската унија. Се гледа странско влијание кај премиерот и целата оваа кампања, дури вордингот е англосаксонски, значи ти имаат најмено некоја PR агенција која што ја демонизира левица сите овие месеци наназад, меѓутоа што би очекувале од октруиран премиер со фризирана биографија кој никогаш не излегол на избори за разлика од левица. На ниту една листа на пратеници го нема премиерот како понуден на изборите, значи тој дојде буквално како еден политички анонимус кој што гледаме слики, се сликал со Груевски и слично. Именно тој представува висока класа на 1% најбогати. Баш сега пред да дојдам му го видов анкетниот лист. Тој има 3 стана, 2 коли, заштеди во банка 250.000, приходи од капитал 65.000 евро. Ова се суми за кои што јас со кој живеам од плата можам да сонувам само. Значи и сега аферава, видите парадокс, дека идат американци со некој тим за санкции, му се вади афера на премиерот дека сопругата му е акционер или што во бизнис за скапа за струја, кога струјата е најскапа у свет. Значи во секоја нормална држава после таква афера премиерот си поднесува оставка, меѓутоа ние не сме нормална држава. И сега еден таков премиер демонизира од другата страна неизвалкани дечки кои одат, си го бараат местото под сонцето и одат машки фајтерски во политичкиот ринг. Но тоа говори дека СДС се многу уплашени од левица, затоа што ние целиме во прво полувреме да се соочиме директно против СДС, затоа што СДС е најголемата антимакедонска партија, научно докажано, поради која што националното ткиво на македонецот е... Но и велите циљате на лево од центарот сега, кој... Значи, ние, да, во иста, бидејќи и тие и ние се представуваме дека сме деца на партизаните и на АСНО, меѓутоа, ние тоа го правиме многу искрено и многу достоинствено, за разлика од нив, кои што спрема странците се сервилни, а спрема македонскиот народ се подценувачки, го подценуваат со типот на небањати, вакви, накви. Значи, тие се некоја си црвена буржуазија, која што ќе доживее дебакал на наредни избори и нема да се соземат после. Тоа е незапирлив процес, без оглед што Зечевиќ со сите овие негови задкулисни игри, бидејќи е искусен во политиката, тоа го прави и се обидува да ја спаси партијата, тоа е незапирлив процес кој е тргнат низбрдо надоле и СДС нема да се повратат веќе, бидејќи следниот судир нема да им биде со ДПМН, туку ќе им биде со нас, со левица. Добро, тоа го предвидувате.